Почитувана постојана представнички на програмата за развој на Обединетите нации во нашата земја, Нарине Сахакијан, почитуван заменик председател на владата, господин Кочо Ангјушев, почитуван председател на Стопанската комора на Македонија, почитувана министерке за труд и социјална политика Мила Царовска, почитувана директорке на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска, почитувани директори на подрачните единици, директор на фондот, почитувани граѓани, почитувани експерти, професионалци овде присутни. Денеска ќе зборуваме за нашиот оперативен план за 2019 со кој ќе поддржиме отварање на нови работни места, вработување на невработените граѓани и младите луѓе, преку конкретни мерки за доквалификација, вработување на најранливите категории, поддршка за стартапите и иновативните бизнис идеи. Нема поважна тема која ги интересира и засега нашите граѓани кои бараат работа и сакаат да имаат достоинствена работа за да може да формираат сопствено семејство или да ги прехранат своите семејства и да ги извадат своите деца на прав пат. Годинава, како и лани, оперативниот план ги опфаќа поединците и компаниите, нуди силна поддршка за самовработување, но и за отварање нови работни места, раст на платите, како и поддршка за вработување на лица со попреченост, обука за побарувани занимања и занаети, за дигитални вештини и така натаму. Оперативниот план за вработување е шанса за сите. Секој да може да најде работа и да го реализира сопствениот талент, потенцијал или дар што го поседува. И за оние кои имаат образование, а се без работа, да се прилагодат на новонастанатите услови и побарувања и да се активираат на пазарот на трудот. И за оние кои немаат образование, да ги стекнат потребните вештини преку обука и пракса. На самиот почеток, сакам да изразам голема благодарност до нашите пријатели и партнери UNDP за огромната поддршка и помош што ни ја пружат за реализацијата на овој проект. За оваа година издвоивме рекордни 1,1 милиарда денари или 1 милиарда и 100 милиони денари, што представува историски највисок износ што некоја влада досега го обезбедила за поддршка на отварање на нови работни места. Она што особено ме радува е што оперативниот план за вработување се покажа како исклучително ефикасна алатка која дава одлични резултати. Во 2018 година имавме 95% реализација на планот, со кој беа офатени 6374 граѓани. Преку младинската гаранција, која што се спроведуваше во 3 општини, се вработија 1839 млади луѓе, а беа вклучени 5266 млади луѓе кои земаа учество во програмите за обука, пракса и доквалификација. Важно е да потенцирам дека оваа година младинската гаранција ќе се спроведува на целата територија на Република Северна Македонија со посебен акцент на трите региони – североисточен, југозападен и полошки регион. Значајно е да ги слушнеме сите аргументи, бројки и искуства и планови за спроведување на мерките од оперативниот план за вработување. Затоа денеска очекувам плодна дебата на денешната панел дискусија. Ке имаме прилика секако да ги слушнеме искуствата и личните примери на луѓе кои ги искористиле мерките и кои денеска имаат своја работа, со која придонесуваат за своето семејство и за нашето заедничко општество. На самиот крај, дозволете ми да упатам еден апел до сите граѓани кои бараат работа, да не чекаат повеќе, да аплицираат за мерките и да ја зграбат оваа шанса која се отвара за сите. Благодарам.